Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а секако во него и нова тема на која што утрово разговараме, воспаление на крајници, зголемен трет крајник, кога е време, односно како да се третира, а некогаш во некои ситуации е потребно и хируршко отстранување, најчесто кај децата во предшколска возраст, па затоа и тука се најголеми дилемите на родителите што да се прави, доколку прави чести воспаленија, доколку го отежнува секојдневието на детето, треба нешто да се преземе, бидејќи може да направи и дополнителни компликации, како што е компликацијата со средното уво, односно секреторниот отит. За сите овие работи ова утро разговараме со доктор Билјана Трифуновска, специјалист по уво, нос и грло од поликлиниката Битпазар здравствен дом Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ќе почнеме со тоа што се крајниците, која е нивната функција, каде се сместени, зошто се важни, но доколку прават проблем, зошто треба и да се отстранат. Да, баш така една интересна и секогаш актуелна тема, затоа што самите крајници, тонзили медицински, ни се лимфно ткиво кое што ги имаме нели кај сите нас. Тоа е првата линија на одбрана и обично ние викаме нели крајниците кај дечињата, тоа се лимфно ткиво околу целата усна шуплина. Тоа е еден Валдеров лимфен прстен кој што се групирани на специфични места. Крајниците ни се првото и оние најчесто нели најпознати кога викаме воспалени крајници, тоа се првите две крајници кои што се гледаат при отварањето на устата, сместени се во нивната тонзиларна ложа од двете страни на непчените лаци. Кај дечињата се изразени, особено во раната детска возраст, со нивно зголемување и е карактеристично затоа што скоро кај голем број на дечиња имаме зголемени крајници. Друга локација на крајници се на јазикот, на коренот на јазикот, многу нели непозната локација за широката јавност, се наоѓа на коренот на јазикот и при самото тоа ни е така наречена лингвална тонзила, знае да се зголеми во подоцнежната возраст и да ни прави одредени проблеми при голтање. Останатите крајници ни се околу грлото и она што е најчесто исто познат помеѓу родителите е третиот крајник. Тоа е лимфно ткиво кое што се наоѓа под слузничните набори на кровот на епифарингсот, односно каде што завршува кровот на носот, во продолжение на носот, значи тука имаме еден дел или свод кој што се спушта кон грлото и тука е едно место каде што ни се наоѓа третиот крајник. Локацијата е доста специфична, затоа што знае да биде околу тубарните отвори, односно отворот на тубата, а тоа е тоа цевчеста структура која што го поврзува носот и увото. Ќе објасниме подоцна зашто ни е позната таа. Морам да напоменам дека крајниците се така организирани околу усната шуплина, затоа што тоа ни е и првата влезна врата за сите инфекти. Дали е тоа бактериски, вирусни, габични, микроорганизми и лимфното ткиво ја одигрува својата улога во одбраната на организмот. Првиот контакт се прави во самото лимфно ткиво. Ако се совлада, ако е добар имунитетот кај детето, развиен, и ако се совлада инфективниот агенс, тогаш работата ни запира тука, ситуацијата си се средува и немаме никаков проблем. Но ако се инфектот е, да речеме, со поголема вируленција, ако е ослабен од друга страна имунитетот кај дечињата, се јавува со појава на инфекција во усната шуплина, со зголемување, односно со воспалителни промени на самата слузница на грлото, со зголемување на крајниците и со тоа имаме, знае да се појават и зголемени лимфни јазли на вратот. Тие микроорганизми кои што навлегуваат така, веќе си имаат некоја
Подлога. Подлога, да. Идеална, да. Морам да напоменам дека имунитетот кај дечињата матурира, односно созрева после третата година. И најранлива категорија ни се од 0 до 36 месеци. Тука ни се случуваат најчестите и најтешките воспалителни состојби и она е што многу често се разболуваат дечињата поради присуството во градинките. Во таа возраст се носат и во градинки. Имунитетот не е созрян, значи после третата година можеме да очекуваме самиот организам да се бори, но до третата година се создава имунитетот, она што е останато од мајката преку плацентата, тие готови антитела, колку што може, си се бори организмот, но созрева после третата година. Затоа и најтешките состојби, односно патолошки состојби, ни се до третата година. Токму во тој период, предшколската возраст кај дечињата. Ќе погледнеме реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање. Со доктор Билјана Трифуновска, специјалист по уво, нос и грло од поликлиниката Битпазар здравствен дом Скопје, зборуваме за зголемен трет крајник и што во тие ситуации да се направи и да се преземе, односно секогаш велиме како прво да се препознае состојбата, а потоа и соодветно да се третира. Дали бидејќи е специфично местото и локализацијата на третиот крајник, некогаш е потешко кога ќе му речете на детенце да се отвори устата за да се прегледа. Тој нема да се забележи третиот крајник. Дали нешто прави, дали е воспален или зголемен? Да, баш така. Со самата инфекција, како што напоменав, има доста често инфекции добиваат дечињата во детската возраст и консекутивно на тоа имаме зголемување и на сите три крајници. Тие се најчестите, најпознатите кај дечињата, но она што е специфично кога ни е зголемен третиот крајник, имаме една специфична фаца аденоиде се вика, затоа што самиот медицински третиот крајник е вегетацио аденоидес, односно зголемување на третиот крајник. И ги препознаваме дечињата по еден специфичен изглед на лицето. Они се со отворена уста, имаат протрузија на горната вилица, односно е испакната кон напред, изгубени се назолабиалните бразди, носните крилца се подстеснети и целата фаца личи на, ние така ја викаме, на зголемен трет крајник, односно фациес аденоидес. Она што го забележуваат и што анамнестички што го прашуваме кај родителите е дишењето на дечињата, како тоа дете диши, затоа што функционално анатомски ние кога заспиваме да дишиме преку нос. Анатомски не е дишењето преку уста. Кога нас ни е затворен носот, односно кога имаме пречка во дишењето, тогаш иде отварање на устата и тоа е поради тоа дечињата спијат со отворена уста, хрчат навечер, дури има ситуации да прават одредени sleep apnea, односно периоди да нема воздух, значи тоа е борење глад за воздух и тоа е една алармантна состојба за родителите затоа што се буди со недостаток на воздух, затоа што они не знаат да ја отворат устата и организмот останува неколку секунди без воздух и се будат во една така возбудена и исплашена состојба. Третиот крајник ни се наоѓа позади носот. Кога е зголемен, го затвара просторот позади носот и имаме потешкоти во дишењето. Она нас што ни е битно. Трет крајник има да напоменеме дека сите деца имаат. Не моето дете има, другото нема. Сите деца имаат трет крајник. Она што е најизразено, он расте до третата година, до петата го исполнува комплетно позади носето. Сега многу ни зависи од присуството и честите инфекции. Колку што е поподложно, односно понамален имунитетот кај детето, се поподложни на инфекции. Третиот крајник знае да биде лежиште на многу инфективни состојби, односно на инфективни агенси, да постојат внатре во него, да седат како еден резервоар, како еден резервоар и при сам пат на имунитетот он се активира. Со самото активирање се зголемува третиот крајник, а кај дечињата просторот, мораме да напоменеме, е многу мал позади носето.
како што го расте, така го исполнува и поради тоа не дишење. Ако имаме долг период, детето да не ни диши, тогаш ја отвара устата и си ја зазема таа специфична положба при дишењето, имаме проблем со говорот, проблем при изговарање на одредени согласки и самогласки и сега е многу доста често и актуелно нели при поставувањето на фиксни протези кај дечињата, кај повозрасните дечиња, стоматолозите бараат преглед од уво, нос и грло за да се види состојбата на носот и третиот крајник заради нели проценка на дишењето. Како го овие вакви симптоми опстојуваат подолго време? Опстојуваат. Треба да има и нешто дополнително бидејќи нели кога ќе настине, кога ќе има некоја инфекција, има и температура, можеби и други пропратни. Меѓутоа ова дишење нели на уста континуирано, затнатиот нос постојано, значи треба да ја алармска родителите. Го имаме надвор од воспалителните процеси, да речеме, и кога не е настинато детето, кога нема инфекција, присутно ни е таквата состојба. И да, треба да е алармантно и најчесто и поради тоа и родителите алармираат и ги носат на преглед дечињата со напомена дека отежното диши, дека има пречки во говорот, дека и кога се зборат имаме таа една ринолалија, односно назален говор кај тие дечиња. Често пати знае да се слева секрет, да биде нели полно носето со секрет, па секрет да ни се слева позади во грлото, па да ни спушта кон доле, да ни прави чести бронхопнеумонии. Се е тоа причина зголемениот трет крајник. Честите инфекции, зголемен трет крајник, пак ќе напоменам, имаат сите дечиња поради тесниот простор позади во носето. Како што расте, секого да прави така некакви. Се зависи од состојбата на имунитетот. Како што ни расте детенцето, така се расте главчето, расте просторот позади носето и третиот крајник си се намалува, затоа што до пубертет, после пубертет, он комплетно атрофира или исчезнува. Во многу мал процент кај повозрасните знае да заостане лимфно ткиво и да имаме нели проблеми во подоцнежните години, ама тоа е во многу мал процент. Генерално кога ќе слушнеме дека на свои 25-30 па и до 40-та година треба да се оперираат крајниците. Главно имаат проблем, возрастните може да прават сериозни проблеми, така? Проблеми главно имаат проблем тонзиларните, тие што се во устата. Третиот крајник исчезнува кај голем процент од возрастните. Значи, она што напомена како го прегледуваме ние третиот крајник. Во поглед на дијагностиката, никогаш кога да се појави сомнеш и кај лекарот, матичниот лекар или педијатарот, така, со обичен преглед, веројатно нема да можат да го забележат нештото. Кога да го упатат детето со родителите на специјалист ОРЛ? Да, кога ќе се пожали на овие симптоми, дека има отежнато дишење, чести инфекции, при обичен преглед, кога се прави орофарингоскопски преглед, ние ги забележуваме тонзиларните, значи тие крајници кои што ни се во устната шуплина од двете страни на устата. Генерално кога ни се зголемени тие два крајника, имаме проблем со зголемување на третиот. Самата дијагностичка метода при испитување на третиот крајник е назоендоскопски преглед, фиберназоендоскопски преглед. Тоа е една тенко цевче, кое што е флексибилно, меко, мало се влегува преку носето, има камера на самиот врв и ендоскопски преглед се стигнува подод на носната шуплина скроз до позади до кровот на епифарингсот и се гледа состојбата на третиот крајник, колкав процент зафаќа од просторот на епифарингсот. Нас ни е тоа многу битно, затоа што кај сите го имаме третиот крајник, нас ни е битен соодносот на третиот крајник во однос на големината на носето, да кажеме. Колкав простор зазема. Ако ни е процентот над 70%, значи останати се само 10 или 20% од просторот за дишење, тогаш ние препорачуваме за да се отстрани третиот крајник и главна индикација за операција ни е честите инфекции. Колку често годишно добиваат инфекции. Значи, нас ни е индикација, една од индикациите за оперативен третман, ние 4 до 5 пати годишно да имаме воспалителни, да речеме, гнојни ангини, тонзилити, воспаленија на носната шуплина, или третиот крајник, да се
4 до 5 пати годишно, а верувам дека кај помалите дечиња е многу често. Дури знаат да се јавуваат секој месец по завршување на терапија, кога се враќа назад во градинка, повторно се јавува инфекција. Да. Во поглед на терапијата и третманот, пред да се дојде до одлука за хируршко отстранување, кои се можностите, односно што се применува за да се ублажи таквата состојба, доколку се успее со тоа во ред, доколку не се успее така единственото решение ова последното. Не ги праќаме сите дечиња на првиот оториноларинголошки преглед на оперативен третман. Ја гледаме ние состојбата, пробуваме, прво лекуваме, прво одиме и со антибиотски третман, ако гледаме дека имаме воспалителен процес со гнојав секрет, според антибиограм, односно микробиолошки бриз од нос и од грло, клиничката слика, клиничкиот наод, но и крвна слика со ЦРП, одлучуваме во првиот момент да се оди конзервативно. Значи, ако има потреба со прво антибиотски третман, даваме антибиотска терапија, но многу често знаеме да ги одложуваме, односно ги повторуваме контролите, и ако гледаме дека ние имаме резултати од самиот третман, значи ги држиме дечињата па и 3-4 па и до 6 месеци под терапија. Тоа е терапија со назален кортикостероид. Прво имаме деконгестив во носот, тоалета обавезно препорачуваме кај дечињата, назален кортикостероид, и ако тука имаме поврзаност и со алергиски ринит, знаеме да дадеме и антихистаминик. Имаме уште една група на лекови кои што спаѓаат во Монтелука, знаат тие да ни го подолг третман, да ни го намалат третиот крајник. Штом ние успеваме да го намалуваме и да ги намалуваме, односно бројката на инфекции, тогаш знаеме често пати да кажеме да сме го поминале првиот кризен период, и често пати советуваме на лекарите да не одустануваат од терапијата, да дојдат на секој месец на контрола, и ако имаме подобрување во спиењето, значи спиење со затворена уста, олеснување на дишењето, помалку инфекции, тогаш знаеме да го избегнеме и оперативниот третман. Но ако се во ова не ни успее, значи ние на самиот почеток им кажуваме на родителите, ние ќе пробаме, затоа што не значи дека првиот преглед најлесно е да ве ставиме на оперативен третман под нож, да се легне во операциона сала, но ако ние можеме да го спасиме детенцето од еден оперативен третман, правиме се, и многу успешно имаме голем дел и голем процент на дечиња кои што сме ги излекувале и со конзервативен третман. Така, тие симптоми кои што ги споменавте влијаат на детенцето и на неговото секојдневие. Нерегулиран сон, предпоставувам, затоа што дишат на нос, па се будат често пати, таа слип апнеја кај некого, ако се појави помалку концентрација во текот на денот, помалку енергија, дополнително како компликација, ваквите чести воспаленија може веќе да преминат и на убото, и што кога ќе се случи тоа? Да, интересно е што имаме една состојба која што е отитис медија секреторија. Тој клинички ентитет знае да биде под различни имиња, но тоа ни е една состојба на хронична воспалителна состојба на слузницата на средното уво со излив. Значи на цел тој среден комплекс, вклучувајќи го туботимпаналниот, мастоидниот комплекс, значи таа лигавица која што ја имаме внатре во увото и која што има својата улога, кога ни е пододредена една ваква состојба како хроничен секреторен отит, самата лигавица на увото ни се трансформира. Главната причина ни е тука тубарната дисфункција, односно дисфункција на тубата, поради морфолошко-функционалните карактеристики кои што ги имаме во детската возраст, затоа што тоа е, морам да напоменам, еустахиевата туба, која што е и позната, тоа е една цевчеста структура која што го поврзува носот
со носот, кробот на носот, епифаринкс, со средното уво. Главната функција е аерација, односно вентилација на увото, односно изедначување на притисокот на увото со надворешната средина. Само така нас ни функционира нормално увото. Кога имаме состојби на затнатост на носот, дали тоа би било оток од инфект, чести инфекти, алергиски ринити, трет крајник, кој што нели ни го затвара тој простор, доаѓа до дисфункција, односно тубата е мускулно коскен орган, она кога функционира е отворена и ја врши функцијата, вентилацијата. Да. Кога ние имаме во носот проблем, односно ни е затворен носот, тогаш ни колабира тубата и ни го повлекува притисокот од средното уво. Односно, она не го изедначува со надворешната средина. Во самата, пошто средното уво е коскена структура, кубарна, четвртаста да наречеме, обложено од сите страни со коска, кога немаме таква вентилација, она има негативен притисок. Тој негативен притисок, долго време ако ни постои, ни ја изменува слузницата, односно лигавицата која што го обложува. Има одреден тип на клетки, кои што од нормални епителни клетки преминуваат во тие пехарести, кои што ни лачат секрет, односно слуз во увото. Главниот проблем ни е што самото уво ни се полни со секрет. Целото уво е исполнето со секрет. Интересно е што дечињата таа состојба ни поминува така затоа што немаме одредени симптоми. Не боли увото, не боли увото. Дечињата алармираат само кога има проблем болка во увото. Родителите тоа го приметуваат со отсутност на детето, незаинтересираност, често пати кога ги довикуваат, они не се вртат, знаат често пати да пуштат погласно телевизија и они приметуваат дека со детенцето нешто се случува, односно имаме намалување на слухот и тоа е првиот алармантен знак кој што се јавуваат дечињата на преглед, но кога стигнуваме ние до тој степен, кај детето поминало месец-два, можеби 3, за да ние имаме да ни се трансформира таа лигавица, затоа што од еден акутен ни поминува во хроничен и за тоа треба еден долг процес. Првиот симптом е намалување на слухот. Кај дечињата болката се јавува исклучително ретко, само кога таа течност во увото ќе ни прејде во бактериска суперинфекција, тогаш знае да ни се јави проблем, односно да каже дека има и болка во увото. Так, и кај оваа состојба е важно навреме, нели, и порано да се диагностицира, да се алармира, така за соодветно да се третира, за да не прави потоа и проблеми во говорот и дополнителни проблеми кои што кај дечињата може да ги направи. Да, со слухот имаме проблем со слухот, затоа што ние ако го оставиме тоа детенце доволно долго во една таква ситуација, имаме провлекување, имаме пад на слухот. Знаат тие дечиња често пати на преглед да ви каже си го слушам гласот во увото, значи имаме таа една автофонија во ушињата и да ви каже дека не дослушувам. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот кога зборуваме за воспалението на средното уво. Кои диагностички процедури тука или испитувања се применуваат? Главно првиот откако веќе ќе се посомневаме така и на тој проблем. Првиот чекор е добра анамнеза, особено хетероанамнестички податок од родителите, мајката или таткото, кога ни кажуваат нели сите овие симптоми, преглед оториноларинголошки преглед, кај што ни вклучува нели преглед, отоскопски преглед на увото, носот и на грлото. Она што ние го забележуваме е карактеристично кај оваа состојба, немаме хиперемија, немаме воспаление на мембрана тимпани, туку знае она да биде нетранспарентна, жолтеникава, па дури да забележиме при еден добар отоскопски преглед, да забележиме ниво на секрет позади мембраната. Знае често пати да се забележат како меурчиња, како ниво на секрет, значи тоа што постои позади мембраната.
Понатака имаме тимпанометриски преглед кој што ни е доста битен и особено во една ваква состојба и ни излегува резултатот тимпанометриски тип Б. Тоа ни е знак дека постои и течност во средното уво и ако нели повозрасно детенцето, значи над 5 година, тонална лиминарна аудиометрија, односно испитување на слухот, каде што кажуваме кај деца, кај што можеме да соработуваме, затоа што сите знаеме како се прави еден аудиометриски преглед со поставување на слушалки, значи мора да биде контактибилно детенцето, да знае што треба да слушне, односно да даде знак дека слуша, па дали го слушате ова, да го слушам или не го слушам, како и кај возрастните што се прави. Тоа се тие диагностички методи и фиберназоендоскопскиот преглед, каде што се испитува нели големината на третиот крајник, односно позицијата на третиот крајник во однос на тубите. Тоа е во поглед нели на диагностичките методи, ние нели поставуваме диагноза и започнуваме со лекување. Она нас Каков што е третманот? Да, она нас што ни е битно е чисто носе. Ние секогаш тоа го напоменуваме, затоа што кај ваквите дечиња знае да постои секрет во носето. Препорачуваме тоалета на носето, ако знае да дува, нели постојано да се издувува носот, ако не постојат сега посебни нели апаратчиња за аспирација на секретот, обавезно секојдневно тоалета со морска вода. Во првите неколку дена даваме деконгестиви во носот, зависно тоа ако имаме бактериска инфекција нели со позитивен бриз даваме антибиотски третман и она што нас ни е битно е назалниот деконгестив кој што го даваме кај дечињата за намалување на воспаление, отокот и намалување на третиот крајник, за да направиме ние една проодност во носот, за да можеме да ја вратиме функцијата на тубата. Кога имаме чисто носе, ние препорачуваме да се прави валсалва. Имаме ние и посебни нели апаратчиња за правење на валсалва, но може и дома, особено кај поголемите дечиња, нели после чисто носе, се затвара носот, се пробува да се дувне, нели притисокот да го почувствуваме во увото и да се голтне. Значи тоа правиме само продувување и отварање на тубата и значи често пати знаеме да дадеме секретолитик или муколитик, сирупчињата кои што ни се погодни за растварање на секретот во самото уво. Знаеме кога терапијата... ќе се санира или ублажи едната состојба, тогаш веќе автоматски ќе се подобри состојбата и на увото. Нас ни е битно проодност на носот, за да ни се издренира, односно да се тргне секретот од увото, да добиеме повторна вентилација во увото. Ако ние не успееме, значи терапијата е долга, упорни треба да бидат родителите, знае терапијата да не биде до 3, 4 па и 5 месеци. Ако ние успееме, нели, тогаш сме задоволни ние и родителите, а најмногу дечињата, пошто прослушуваат, а ако не, тогаш препорачуваме прво операција на третиот крајник, ако нели тоа не е главната причина за ваквата состојба, зависно од тоа дали се и тонзиларните, односно палатиналните тонзили во устата и они големи, па се решаваме за оперирање на само третиот крајник или заедно со комплект крајниците и ако ние не успееме да ја тргнеме течноста, да ја евакуираме од средното уво, се поставуваат вентилациони цевчиња во самата мембрана. Тоа е оперативен третман, се прави сама инцизија за зарез на мембраната и тоа се малечки цевчиња кои што се поставуваат на самата мембрана и стојат доволно долго, ни се заслужни за аерација, односно за вентилација на мембраната. Самиот организам знае да ги изфрли после 6-тиот месец, ако не, нели, се вадат исто амбулантски на таму каде што се поставува. Каде што се поставени. И сега дилемата кај родителите, па и кај лекарите, така, дали да се извади третиот крајник? Ако се чува, а прави проблеми, е поголема штетата отколку ако го извадите, така? Сега, мала е, рана е возраста кај децата и тука е можеби најголемиот проблем. Дилемата е, често пати поставувано прашање колку долго да се чека, дали да се вадат крајниците, но ние имаме одредени чекори и протоколи на работа, односно индикација за операција и на аденоидектомија, односно вадење на третиот крајник и тонзилоаденоидектомија, вадење на сите три крајници.
Кога е најчесто? Најчест период кога ние препорачуваме да се вадат крајниците се после 5-та година од животот, затоа што често пати ние знаеме да се оперираат и помали дечиња, дури на 2-годишна возраст, ако имаме ние проблеми кои што ни прават со дишењето, со ненапредување во тежина, со заостанување на говорот, тогаш знаат да се оперираат и многу помали дечиња, но што е помало детето оперирано, затоа што самите крајници е лимфно ткиво со можност на возобнова. Колку е помало детето оперирано, толку имаме поголеми шанси после 5-та-7-та година повторно да ни се појави, особено третиот крајник. Сега, тука нели малку ни е дилемата, дали да се и кога, која возраст да се оперира, но кога постои апсолутна индикација за операција, кога имаме слип апнеи, кога детенцето не може да диши, кога имаме чести инфекции, како што ги напоменавме, минимум 5 пати годишно, кога прави проблем во говор, кога не напредува во тежина, тоа ни се индикации за операција. Тука често пати знаеме да дојдеме нели во конфликт, дилема, различни ставови со педиатрите, затоа што тоа се педиатриска, детската популација се одговорни педиатрите, но они нели се против ставот за оперирање на крајниците, не сме ни ние секогаш да се оперираат, само кога има ситуации во кои што нели полошо е да ги чувате вакви нефункционални, а прават и дополнителни проблеми. И ние нашиот став е, ако се сме направиле за да ги сочуваме, да ги излекуваме и да ја нели подобриме ситуацијата, а не сме успеале во тоа и гледаме дека самите крајници, кога ние сме гледале, да речеме, при орофарингоскопски наод, зголемени хипертрофирани крајници и оштетени крајници. Оштетените крајници се оштетуваат од многу честите инфекции. Они добиваат поинаква структура. Целите се со дупчиња, со крипти, со ниши. Ако ние таквите крајници ги оставиме, ќе ги оставиме, често пати знаат да се остават и после пубертетот, имаат проблем во подоснежната возраст, после 20-та година, повозрастни пациенти идат со проблем, имам чести инфекции, не можам да пијам нити ладно, нити газирано, знаат да се собираат во тие дупчиња, да ни се собира детритус, тоа е продукт на бактерии и на храна за останува, има непријатен мирис, па после тоа се решава на подоснежна. На тие години да ја направат операцијата, па некако си олеснуваат така и се ослободуваат од. Морам да напоменам дека не секој преглед значи и операција кај дечињето. Не секој зголемен трет крајник или зголемени палатинални значи дека мора да се оперира. Треба да се направи еден добар оториноларинголошки преглед, да се процени состојбата, нели во соработка со родителите, колку што можеме ние се правиме. Ако ние не успееме во рок од 5-6 месеци да ја средиме ситуацијата, односно да ја подобриме состојбата, и ако имаме апсолутни индикации, само тогаш се одлучуваме за операција. Затоа индивидуално за секое дете. Да. Се дел од имунолошкиот систем, ни се одбрана од микроорганизмите, инфекции, односно и влезна врата за микроорганизми, што кога ќе ги немаме, кога ќе се одстранат. Се живее и без нив. Се живее и без нив. Да, тие се одбраната на организмот, првата линија на одбрана, но не се само тие, да кажеме, единствените. Значи, постојат неколку локации, тоа е Валдереовиот лимфен прстен, но тие ни се впечатливите и истакнатите, односно најпроминентните, они што ни прават проблем. Но има голем процент на дечиња кои што живеат и како возрастни без тонзили. Значи, одбраната на организмот не се само овие три крајници. Да, бидејќи прават како компликациите и на средното уво, но и на дишните патишта. Зошто да не ги спречиме и одстраниме тие компликации кога веќе постои можност. Ви благодарам за гостувањето, се гледаме секако и во следна прилика. Ви благодарам на можноста. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.